Ова е посипување на зла крв во целото општество. Во 21. век имаме процес против луѓе кои си ја сакаат својата земја. Само затоа што гласно кажаа не на оваа хунта на власт. Нема да се заборави плачот на децата на Дурвовски, на Жаклина, на Сашо, на децата на Крсто, на децата на сите оние кои утрово брутално ги апсеа пред нивните деца додека тие плачеа. Се прашувате зошто Дурвовски од Миланската скала денес е со лисици на рацете? Зошто Дамовски, еден креативен човек и режисер, го изнесуваат со комбе полицајци? Зошто доктор Сашо е прогонуван исто како и доктор Љубен, и Жаклина, и Крсто, и многу други кои поминуваат низ Голгота, затоа што си ја сакаат земјата? Ова е последниот час кога ќе треба да се изреагира, да се заштитат луѓето. Затоа што правдата е на наша страна. Ова е борба на народот за својата држава против хунтата на власт која води оваа заробена држава. Почитувани, ВМРО ДПМН ќе води таа битка. Битка за правдината и битка за татковината. Ние ќе бидеме на чело на таа светла битка, со идеја, со чест и со име. Таа битка ќе биде тешка, ќе биде долга, но таа битка ќе се добие. Таа мора да резултира со победа и ќе резултира со победа. Ние ќе бидеме гласот и на оние кои во ова време не време, во овој мрачен период, оние кои чувствуваат страв, кои во изобилство го сервира ова ненародна влада на Заев. Ние ќе бидеме и нивниот глас. Ние ќе бидеме на браникот на татковината. Да ги браниме слободата и слободната мисла на народот. Да ги браниме нивните чувства и нивниот патриотизам. Секаде со народот. Тоа е нашата максима и оние таа ќе оствариме. На улиците, по домовите, секаде каде што треба. Барам безусловно запирање на сите овие процеси на политичкиот прогон. Бараме итно и безусловно стопирање на малтретирањата, на теророт и живувањето кое го прави СДС. Бараме итно пуштање на слобода на сите лица кои се офатени со овој класичен политички прогон. Сите оние кои се дел од овој политички прогон, од оваа незаконитост, треба да знаат дека тркалото се врти и одговорност за сите прекрашувања на законот ќе има, колку и да се чувствуваат сега безбедно и сигурно.